Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Колку само трема имам да го снимам ова видео и колку ми е посебно, не сега ќе се изгубам, ја не знам што да зборам. Ова видео нема воопшто да пазам колку ќе трае. Ова е едно од тие видеа кои имаат најголемо значење за мене и што утре можеби ќе му се навратам и ќе видам каква била мојата 2019 година и ќе зборам за тоа. На крајот на 2018 направив исто вакво видео во кое што седнав пред камера и го гледав вчера, каде што во тоа видео зборам што ми се случувало цела 2018 и ми дое преубаво на душичкава, преубаво си се осетив и викам јас утре седнам да снимам пак вакво видео, каде што ќе зборам за мојата 2019 и ќе си го зачнам тоа го спомен. Знам дека едно од тие видеа каде што оние што се најголеми фанови, најмногу некако им значи, најмногу се поврзуваат со мене, така што евене пак да си позбориме малце отворено за се. Бев облечен во истиот дуксер, така да истиот дуксер, истиот Стефан, само многу попаметен, една година порос на друго столче, а не во столицава тогаш. 2019 година. Последното видео за 2019. Јас сега треба да се навраќам, имам отворено тука каналот од почетокот јануари видеата, тука ќе го отворам на телефон и инстаграмот и ќе се навраќам на мојата 2019 година. Ќе коментирам за тоа што се ми се случило годинава, што тоа значело за мене и така натаму. Не знам, изгубен сум, не знам ова видео да го водам кој што треба, али ќе пробам затоа што некако многу емоција, многу трема и нема врска, идеме на видеото. Во јануари првите работи што сум ги направил било во ЕК 90 секунди втората сезона, која што сега трета нема. И јануари се случи најголемото, значи 2019 не можеше да почне подобро и не можеше да се случи нешто поголемо од тоа што се случи. 26 јануари се случи промоцијата во МКЦ на нашата прва книга. И воопшто книга, замисли човек, имам книга јас. Имам веќе зборено за тоа, за книгата имам зборено премногу, али имавме толку мали очекувања, не мали очекувања, али едноставно не бевме спремни за ништо такво големо. Ние само си напишавме книга, што уште валјда не ни знаеме што е тоа да објавиш книга, али се случи тоа. Тие 1000 примероци што ги имавме спремно за 26 отидоа вакаво, дали неполн сат и повеќето од вас што бевте таму дојдени не ни можевте да купите книга и после се случи целата турнеја и целата лудница што отидоа повеќе од 10.000 книги и не знам јас кој автор во Македонија воопшто може да се пофали со тоа. И уште не можам да сварам, бре човече, 10.000 книги. Колку е тоа? Премногу се. Не сме ни автори, не можеме да се наречеме автори, иако официјално стоиме како автори на книга, ама што и да речам, што и да направам понатаму, не можам да се сварам и не знам, фала ви многу. Затоа што вие сте тие што ги направивте тие 10.000 примероци и вие сте тие што безусловно со Марко ни ја пружате поддршката до ден денес, така да ние за тоа сме тука, еве, за тоа цела година траев, ова беше најактивната, најлудата година во животот и тоа многу ми е фасцинантно што еве повторно седнувам тука за разборам за годината што изминала и во 2018 беше луда година. И јас кога седнав, викам, дај Боже 2019 да биде блискоро тоа. 2019 не беше блискоро тоа. 2019 беше 500 нивоа погоре. И јас сега не можам да замислам да седнам во декември 2020 година да зборам за измината на 2020. Јас стварно не знам што ќе зборам тука. И не сум ни спремен за тоа ако одам погоре од тоа. Ама ќе одам. Дефинитивно ќе одам затоа што толку имам со сите овие работи луди што се случуваат и толку многу ми дават мотивација што се уште мислам дека неам ни толку почнато и тек имам јас да давам, така да ќе биде интересно. Добро, се случи книгата, 90 секунди одеше, за 90 секунди можеби ќе зборам на крај, ќе ви го вратам. 90 секунди ќе се врати. Ќе ги давам сите силе, не знаете колку проблеми имам со 90 секунди, али ќе се врати. Јас ви ветам дека ќе се врати. Во каква е форма да се врати, ќе се изборам, ама ќе го вратам. Тогаш почна целата турнеја, сите тие митапи, колку ни значи зашо. Колку имам патувано од 2019 и надвор од
Кај патов надвор од Македонија, што зборам? Да, добро, патов Грција, Србија, блиску тука, али во Македонија колку патував низ градовите, толку во животот ја немам патувано било каде. Прво за турнејата, после настапи, шо све, и многу ми е мило што тоа што цело време сме ви го ветувале во 2019 сите тие митапи, што на тие митапи останувавме по десетина сати само за да се подпишуваме и сликаме. Не мислевме ни на јадење, не мислевме на ништо, само додека не стигна последниот за сликање не застанувавме. Колку и да тоа сме го исполниле, знам дека се уште сакате да не гледате, така да ви ветуваме дека пак ќе доеме, пак ќе не видите и пак ќе се сликаме од сабајле до вечер. Може би во некој град ако сме дошле на настап на брзинка и сме се отишле, не сме се сликале со сите, така сме морале, така била организацијата, ние немаме сила таму, али ве ветуваме дека повторно ќе доаѓаме каде што ќе имаме начин да се сликаме со сите. После го остварив ова чудовиште што сега не го гледате, али направив и видео за како го склопувавме мојот втор компјутер. Ова чудовиште што ги имам тука, што премногу ми олесна. Јас претходно се мачев ненормално. Сега пример, кога ќе седам на лаптопот, се чудам како воопшто сум седал на тој лаптоп, колку кочи, колку не едноставно не може да поддржи што све. Јас работам на овој компјутер и среќа се случи на почетокот на 2019 за цела година да можев да изгурам што све на него. Тоа се сати, десетина сати, најмалце секој ден седење на него за креирање, за едитирање, за размислување, за истражување, за се. И многу си го сакам моето бебе тука. Ета, и тоа си го дозволи во 2019. Понатаму што има, се случи специјалот за 60.000 субскрајбери, каде што јавав коњи за прв пат. Пак продолжив со оние победување стравови. Не дека некој страф, али повеќе ко пробување за прв пат нешто, затоа што никош немав јавано коњ, не знаев тоа како е и дефинитивно е некое си посебно искуство што би ви го препорачал на сите да го правите. И ми беше доста интересно, така да за специјално за 60.000 тоа видео гледам се дека не ни поминало нешто посебно, али за мене многу ми значи. После имаме тука уште гостувања, за чудувачки факти си трае турнејата, уште трае тука некаде во март. Турнеја, 90 секунди, фан мејлови, премногу. Сега доаѓа месец мај и во мај веќе почнуваат, откако е помината турнејата и кога сме се посветиле поише на други работи, доаѓа период да Стефан реши да извади својата прва песна во живот. И сега знам дека ден денес тоа многу луѓе не го прифаќаат како е тоа јутубер да пее, посебно јутубер што нема никакви кој знае какви или никакви гласовни способности. Мене ми е интересно, на огромен дел од вас ви е интересно и зошто да не. Ако колку толку што и ние се трудиме секоја песна да звучи подобро, зошто да не го правам тоа. И се дозволив на 12 мај 2019 година да извадам мојата прва песна со Мартија наречена Шо праеш. Што денеска еве сме скоро до милион, нема уште милион, полека но сигурно, али фалат уште некои 20 илјади и многу ми е мило што сигурно ќе удрат тие 20.000 кога тогаш и ќе имаме милионче на првата песна, што за мене ќе биде и првиот милион на мојот канал вајда нова година нема да ја претрка, не знам кога ќе се деси, дали ќе се деси. Ја би бил пресреќен и нова година ако се доживее, ако дочекаме да удри милион, али шо правиш сигурно кога тоа ќе се деси во 2020 и многу ми е мило за тоа и фала ви премногу на целата поддршка. После тоа се случи, верувај, специјалот за 70.000 субскрајбери, каде што беше слично видео на Надеж, каде што повторно си ја отворив душичката и едно од тие видеа што најмногу ми значат, што ги имам објавено на мојот канал. Секогаш тоа ми било мене најважно, секогаш, иако многу ретко го правам тоа што мене ме нервира, али сигурно ми имате приметено дека не сум јас all about fun, и туку дека сум многу, сакам да мотивирам, сакам да филозофирам, сакам да... Не знам, многу сакам мотивацијски ствари и знам дека некогаш ти се потребни некои зборови некаде да ги слушнеш или прочиташ, за немаме сите сјајни животи, на сите нешто ни се случува, некогаш имаме тешки периоди, некогаш ти доаѓа добро баш во тој момент, ако нешто лошо ти се случува, некој да слушнеш дека добро да веруваш, да се надеваш, да одиш понатаму, дека се поминува. Зашто знам како сум бил таму, сум читал работи, сум гледал работи, сум се чувствувал подобро, така да сакам што повеќе такви видеа да имам на мојот канал, што би ве правиле да се чувствувате подобро. А и несвесно со некои забавни видеа, па и песни, па и челенџи, свашта, знам дека секако се тоа забавен контент што
може би ќе имате лош ден, па ќе ме пуштите мене, ќе се насмеете, ми доаѓале многу пораки така и тоа е кога ќе прочитам дека мој видео ви го направило денот, мене ми е уште подобар. Мене ми е уште подобар, ги ја наоѓам поентата на снимањето таму. Ако јас имам моќ да направам некој да се чувствува подобро, тогаш што повеќе може да посака човекот тоа да направи некој друг да се чувствува подобро. Кој знае кај го терам видеово, навраќајќи се на 2019, али нема многу да го сечам, само нека тера, ако треба некој цел саат нека трае. Вистинските фанови ќе ги изгледаат до крај. Баш на крај ќе ви ставам некој хаштаг за ако некој го изгледа до крај да го стави хаштагот до коментар, така да гледате до крај. Дојдов до мај, а не спомнав дека во април ми се случи нешто што тотално ми го смени животот и е едно од најважните работи во животот, а тоа е љубов. И толку сум среќен што личноста што ја запознав и ден денес е до мене и што толку не можам да зборам за тоа кога солзи ми доаѓа, зашто сум толку емотивна што не можам асално да зборам за ствари, али да. Битно сум среќен и многу ми е убаво и е нешто што го барав многу долго време и ви посакувам на сите да си ја најдете таа личност што ќе ја прави среќа. Оденаш стана многу жешко во со. Следно во мај се случи шоуто што ја искрено не го памтам толку многу, не му давам толкава значење, иако беше голема работа, иако беше забавна, иако е голема работа да имаш тие шоу во Борис Трајковски, најголемата арена во Македонија, и тоа со балканските јутубери, ама истите тие балкански јутубери не ни посветија нешто многу внимание, ниту разменивме кој знае колку зборови. Затоа не му давам толку значење, затоа што ајде, јас и Марко сме си јас и Марко, ама не се почувствувавме целина со нив тројца на тоа шоу, иако беше заедничко шоу. И затоа не му давам некој си големо значење, а и организацијата многу потврли и не знам кога некој конечно ќе успее да ни понуди шоу што организацијски многу поише ќе се посвети, али се надам дека тоа ќе се случи во иднина, али не знам, неам тоа шоу ми нема мене лично некој си преголемо значење, така да иако е голема работа, пак јас не го доживувам нешто посебно. После што се има случувано, еве 10.000 примероци се случиле 23 мај, човече. 23 мај сме стигнале 10.000 примероци на нашиот пат. Тоа се колку? 4-5 месеци. 4 месеци, тоа беше крај на јануари, така да околу 4 месеци. За 4 месеци 10.000. Можеби го имам и рекордот во Македонија за најбрзо продадени 10.000 книги. Не знам, можеби. Али стварно лудница. После отидов во Белград на соработка каде што снимав и со Сара Јо. Истиот тој период го запознав и Здравко Чолич и Сара Јо, Саша Ковачевиќ пред тоа. И сите тие луѓе што се така доста докажани и успешни и еда што се дури од подалеку, баш ми се мили тие видеа. И убаво искуство што си го памтам и многу се восхитувам на такви успешни луѓе што со години одржуваат нештото и тоа е дефинитивно само напорна работа. И многу почитувам кога некој константно напорно работи. Посебно, пример, човекот Здравко Чолич. Човекот работи колку години? 3 пати пред да се рода момци почнал кариера, не знам. После 9 јули го објавам исто видеото што има, сигурно ми е во топ 3 на каналот за мене лично вака. Draw My Life Challenge за 80.000 сабскрајбери специјал. Што исто така беа многу тешки зборови за мене да ги изустам, можеби најтешки до сега. Што пак и таму се со резерва. И толку би можел поише да кажам, али толку си дозволив да кажам. И беше исто видео што вие многу добро го примевте, многу добро го доживеавте, многу добри коментари добив на тоа видео што се поврзав со нив. И многу ми е мило за тоа, затоа што тоа се видеата со кои чувствувам дека имам најголема конекција со вас и вие многу добро ги доживувате. 13 јули е родендерот на мојот канал и во 2019 прославив 3 години со онаа фамозна торта голема. И еве сега сум скоро 3,5 години на YouTube и вако ќе помислам 3,5 години се многу, бре, човече, ти да седиш на YouTube речи си секојдневно, затоа што јас сум немал некоја си пауза, речи си тоа доаѓа ко 3,5 години ти да си активен на YouTube. Не ми се верува вака,
Вака не ги доживам ко 3,5 години. Кога ќе помислам 3,5 години е долг период, ама ја не се чувствам кога сум 3,5 години, јутом се чувствам ко пократко да сум. Али лета време. Лета. Истиот тој месец завршило 90 секунди и сега ќе помислам колку време 90 секунди завршено, ме фаќа некоја депресија тешка. Толку некои проблеми ми се случуваат со тие 90 секунди што немам начин. Многу се нервирам кога ќе помислам на 90 секунди, многу ми е криво што не можам порано да ви го вратам серијалот и да си го вратам. Али ќе најдам начин, еве, тоа ми е гол најголем за 2020, што е можам порано јануари, уште да можам ќе почнам. Дај Боже, еве, се молиме јануари, нека дури да е крај на јануари да го почнам, нека поминат сега празници, продолжувам да се борам со тоа. После на 22 јули ја добив Луна, што исто така ми го разубави животот и што вие премногу ја сакавте, што нонстоп ја спомнувате и ја гледате како дел од мене од тогаш и на Инстаграм што отвори профил има над 12,000 што ја следат Луна само и многу ми е тоа јако, така на 22 си ја добив Луна. Тука веќе почнува лето, тие летни мемории што повеќе се приватни, не сакам многу да ги споделувам, али беше едно многу убаво лето за мене. Септември, дојдовме до септември каде што ја направивме Baby Next Time. Се случи Baby Next Time. Тоа беше најголемиот проект. Не знам дали е најголемиот проект, дали можам да го наречам така, можеби не, затоа што е само песна, можеби книгата е најголемиот проект. Али пак е голем проект и голем залак и продукцијски највисокиот квалитет што сме го извлекли до сега беше со Baby Next Time на кој многу се посветивме стварно. И еве сега брои над милионе, мислам дека има 1.300.000 и е песна што многу ја сакате, така да тој проект се случи тогаш на крај на лето ја пуштивме, што и тоа ни беше малце криво што фати крај на лето, веќе септември ја ставивме, али пак остана Baby Next Time си е Baby Next Time. Мислам дека тек ќе живее онака таа песна и тек ќе ни биде драга на сите. Верувам, се надевам, тоест дека и на вас. После што се има случувано после Baby Next Time, многу патувања, ле на Инстаграм колку немам објавувано, човече, све е на YouTube. Многу видеа. Реализирање мак твитови 9 се случи во 2019. Единствените реализирање мак твитови што се случија годината. Се надам 2020 ќе ви понудам барем 2. Затоа што стварно им се тешки за правење, тоа е малце по-комплицирана реализација, по-комплицирано. Не знам, више се губам, немам зборови. Ми фали вокабулар во моментот. Стварно не се лесни видеа за правење и најголемата тежина е во тоа што нема многу твитови. Стварно фалат твитови, нема смешни твитови, нема, а и плюс не можеш било каков твит, туку ти треба твит што можеш да го реализираш, што најчесто има диалог. И затоа ни е доста тешко, али во 2020 треба сега јубилејниот 10-ти дел да се случи, не знам кога ќе скочи, не ќе да го ветувам, али ќе дефинитивно го мислам и ќе го сработам, само ќе видиме кој месец точно, кој ден, кој период од животот. После тука уште патување, има такви некои кратки низ Македонија, низ кој знае, што мене ми имаат многу значење. Видевца, многу видевца. Не знам по број, баш ми интересирало дали во 2018 или во 2019 имам ставено повеќе видеа, али мислам дека дефинитивно имам ставено годинава, беше доста плодна, доста работев. И толку некад се чувствувам дека ми треба некоја си подолга пауза да земам, али мислам дека само поише треба да си го организирам времето и поише да не знам. Некад мислам дека ми треба пауза, али поише мислам дека јас треба да се средам побрзо да процесирам некои работи и да не се жалам толку, туку само да се седнам и да работам. Некад и ја многу се жалам сам себе, многу кревам раце од нешто, али не треба така. Ето тоа е лекција за 2020 година. После удрив 90.000 субскрајбери. 90.000 субскрајбери. Уште не можам да впијам колку е тоа. Направив еден многу посебен специјал, каде што Кока-Кола ми помогна многу, каде што 90 подароци за 90.000. И што ми беше многу драго што пола ги однесовме во детско село, пола ги делев на вас што ве сретнував, некој што успев да ве сретнам. И ми беше баш онака драго видео што ќе ми остане како драг спомен. И после тоа се случи значајно, после тоа единствено што остана е нова година.
песната Нова година, која се надевам уште ќе ја слушате, бидејќи ова е последно видео за 2019, јас стварно не знам кој ќе биде во прво 2020, дека сега ќе фати славење на Нова година, ќе фатат празници и не знам кој јануари точно ќе биде првото видео во 2020, али сега можеби малку ќе си дадам некој ден оф, али се надам дека празници уште ќе ја слушате Нова година и во моментов кога снимам видео се уште прва на трендинг, има преку 250.000 прегледи и фала ви. Фала ви премногу што не е дека сите ја поддржувате, има многу секакви мислења за Нова година, што не можам многу да ги сварам тие што не сваќаат баш и што вика зашто и да пеете кога сте јутубери, не гледајќи дека тоа го прават сите во светов, ама во Македонија се мора последно да стигне. Али се надевам дека ви се свиѓа Нова година и дека ги си ја слушате тек и дека можеби ќе остане и секоја наредна Нова година да си ја слушате. И ми е баш мил проект што да се случи на крај на годината за да ја заокружиме така 2019 со уште една песна и се надам дека уживате и дека те ќе уживате во неа. И така некако сумирано тоа е 2019 година на кратко или не толку кратко. Можеби беше досадно ова видео, можеби не беше, можеби баш го изгледавте до тука и веќе сме веќе при крај, ќе ви дадам кој го изгледал до тука, нека стави хештег лампион. Значи хештег лампион напишете ако го имате изгледано видеото до тука да видам колку сте го изгледали тука. Али стварно ова видео го правам повеќе за тие што повеќе се поврзуваат некако со мене и сте дел од ова патување и што се радувам што ви има во стварно голем број. И многу ми е за мене ова видео, мене многу ќе ми значи кога утре ќе се вратам на ова видео и ќе видам како сум размислувал во 2019 на крај, како сум борел, што ми се случувало годината, што се сум правил, така да ова е видео што мене ми е многу важно и што ми останува и се надам да го живеете во него. 2019 година беше вака надвор од YouTube. Ми беше доста колку убава, толку и тешка година, некако многу чудна година. За 2018 мислев имав кажано дека ми е најдобрата година во животот. За 2019 ми е некако измешано, кога да беше и најдобрата и најлошата некако. А може би само најдобрата, може би јас премногу размислувам за ствари, али не беше ни толку лесна година. Покрај сите успеси што ми се имаат случено, толку и психички некако морам повише да се оправам за 2020 и главната порака што ја даров и во минатото видео пред една година, што не го исполнив годинава, беше да се ценам повише себе. Иако не е дека не се ценев, али треба далеко повеќе од тоа да се ценам и пак некако многу повеќе ги ставам другите луѓе пред мене. Треба многу повеќе да вложам во мене, треба тек да станувам подобра личност, треба тек многу да работам на себе. И ви го препорачувам тој на сите да не викам да не се грижите за останатите, напротив, јас го правам тоа, али повеќе се цените себе си затоа што некогаш безрезервно толку даваме на други што забораваме на момент на себе и не се грижиме толку за себе. А крај крајава нашето здравје и психичко и физичко и секакво е најбитно, така што гледате колку се грижите за другите, толку и вие да сте си добри на крај. Се ближат оние 100.000 што не знам кога ќе се случат, сигурно ќе бидат во 2020. Вака ми изгледа дека ќе бидат, дека вака ќе летне, дека ќе се случи. Кога ќе помислам на специјалот, не сум ни блиску распремен. Така што се надевам дека јас сакам да успеам кога би стигнала таа бројка одма да го бидам специјалот, али јас ќе се трудам тоа да го направам, ама не знам колку ќе стигнам ако бројка во убрза. Така што не ја убрзувајте, ми треба време да го спремам специјалот, стварно ми треба многу време. Не можам ни да размислам на таа бројка, стварно не можам да размислам затоа што и ќе се расплачам тука, и не можам да ја сварам колку се тоа 100.000. И тоа е бројка што со години јам сонувано и пред да почнам да снимам и со англискиот канал и секогаш кога сум гледал и пред поише од 5 години кога луѓе отварале Silver Play Button и сум си викал некој ден и јас ќе го имам тоа и не ми се не верува дека тоа се ближи, дека можеби ќе го остварам. Така што тоа ќе биде приказна на себе кога ќе дојде време за тоа, разборам, али и тоа видео тек мислам ќе се распарчам, али нема везе, не е стигна до тоа, така да не збориме за тоа. Луѓе мои, фала ви премногу.
Фала ви премногу што сте се уште тука, фала ви премногу, некој можеби си отишол, некој можеби си отишол па пак се вратил на каналот, фала ви за тоа. Некој можеби тек доаѓаат, некој можеби никогаш не замидали ме следат од самиот почеток. Да знаете дека премногу е ценам за се што имате направено до ден денес за мене и во мене тек имам многу што да дадам, тек имам што да креирам, тек имам што да кажам, тек имам идеи за споделување, мисли за споделување, све. И бидете со мене тука затоа што тек ќе ви возвраќам со многу секакви содржини на секоја поле. 2020 година, bring it on! Дај ни што имаш, ајде да бидеме подобри од вчера, ајде да бидеме подобри од било која година сега. Ајде да искинеме, ајде да бидеме, да речеме на крај на 2020 сите дека ова била најдобрата година од нашиот живот. Ајде тоа сите да го направиме, да си ветиме дека се лошо што се случило оставаме позади 2020 сите заедно идеме поеќе од било кога. Иако не верувам толку во клише муабети, не е клише воопшто. Нова година е сепак некој си нов почеток, така да нека биде. Пак ми престана да снимам камера. Толку ми прегрева камерата што веќе немам ни живци да ја чекам да продолжи пак да снима, така да го грабнав телефон и ќе доснимам со неа, со него. Тоа ви кажав што имав да кажам. 2020 bring it on. Фала ви луѓе мои за целата поддршка. Ве стака Стефан најмногу. И ние се гледаме во 2020 посилни од било кога. Ве сакам многу. Останете ми здрави и живи. Ценете ги и сакајте ги тие што се до вас. Уживајте го секој момент со нив што го имате. И грижете се за себе и за луѓето околу вас. Бидете попозитивни. Ширете само позитива. И ние се гледаме во 2020. Ви посакувам среќна нова година. Среќни празници, во посакувам се најдобро на овој свет. Се надам дека уживате во празниците, не јадете многу затоа што јас очигледно јадев многу и го приметувате тоа дека сум најдебел до сега што сум бил во животов, иако ни ова не можам да го наречам дебело, али сепак си имам доста здебелено. Така да пазете со јадењето. И ние се гледаме следното видео, луѓе. Ве сакам најмногу, чао, среќни празници, се гледаме од 2020 за најскоро што можам. Чао.